Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат седам на остатоци од куќичка. Еве, ова останува од куќата од земја кога ќе падне. А пред 10 години на ова место градев куќичка. А куќичката ја правев од природни материјали и од методата на вреќи полнети со земја. Меѓутоа ја правев многу блиску до реката и реката надојде, се случи една огромна поплава, така да кажам, каква што се немаше случено во последните 50 години и водата ја сруши оваа куќичка. Односно нивото на реката порасна толку големо што на ова место беше езерце едно време. И така да оваа куќа се сруши. За жал, ова беше мала куќичка, една од првите која што ја правев, намената и беше која ќе ја завршам да биде сауна. Беше многу мала и беше многу жал кога се сруши, затоа што вложив многу труд да ја правам. Како што гледате на сликите, беше една од моите први куќички и бев многу горд за неа. Меѓутоа, со тоа што падна куќата направи уште едно добро, а тоа е докажа што се случува кога овие куќи ќе паднат. Знаете дека нели при изградба на куќите од земја не се користат вештачки материјали, значи не се загадува затоа што не се користи железо, не се транспортира таа роба од некаде, како што е случајот со бетонот и со арматурите и сите тие работи. Значи тука има ред загадувачи вклучени во таа индустрија бетонска моментално. Меѓутоа во градбата со земја нема никакви загадувачи. И еве ова е доказ и пример што се случува со куќичката од земја кога ќе падне. Видите го ова. Се создаде еден прекрасен рид од земја на која што живот најдоа многобројни растенија и животни. Значи не само што ќе допринесеме при нашата изградба ако одбереме да градиме куќи од природни материјали, ние мислиме и на иднината, а нешто што сега се занемарува, односно оваа нова ера која што се случи не тера да мислиме само за моментот, демек тоа било многу убаво моментот. Не луѓе, иднината е нешто што е најубаво на овој свет. Моментот доаѓа и заминува. Иднината е таа што трае долго и ние сите треба да се грижиме за таа иднина и е доказ како ќе се грижиме најубаво. Значи, дури и нашите живеалишта, кои ќе се заминеме од овој свет, ќе паднат, тие нема да иштетат на природата. Има ли поубаво од тоа да знаеме дека сме живееле на оваа планета нежно? Не сме оставиле никаков отпечаток. Сме си заминале како што сме дошле, значи сме оставиле природата каква што била. За мене тоа е врв на постоење, врв на достигнување и е нешто што мене ме прави многу среќен, а тоа дека јас знам дека чекорам по оваа земја нежно. Мојот отпечаток е минимален и мојот отпечаток е нежен. Токму тоа ми е темата на ова видео и токму тоа сакам да апелирам да бидеме нежни, затоа што сите тие мегаломански градби од бетон и од железо и тие огромни железа и алуминиум што ги возиме оставаат голем отпечаток. Како кога ќе ги фрлиме, така додека ги користиме. Меѓутоа барем малце да се потрудиме и да бидеме нежни спрема природата, да бидеме благодарни за тоа што ни го дала животот, затоа што сме се родиле на ова убаво место и треба да го зачуваме, затоа што како што ние уживаме во оваа убавина, треба на тој начин да уживаат и некои идни генерации што доаѓаат. Значи да им дадеме шанса да се родат на ова преубаво место, наречено планета Земја, или Мидгард, како што викале нашите предци, да им дадеме можност да уживаат оваа убавина, да не бидеме себични и да не уништуваме се и да не оставаме таков грд отпечаток. Ете, куќичката од земја ми е токму пример за тоа.
дека може и да се изгради живеалиште кое во иднина ќе остане дел од природата. Односно ќе ја надогради, затоа што видите колку е убав ова ридче. Значи тука нема никакво железо, тука нема никаков лим, има земја која што ја надоградува природата. Ете, така оваа кукичка, сепак нели секое лошо е за добро, така и оваа кукичка што падна ми овозможи да видам што се случува со куќата кога ќе падне. Односно дека убавината продолжува и понатаму, дури можеби е сега и поубава од пред тоа, затоа што јас обожавам ридчиња, а ова ридче ми изгледа преубаво. Ете. Сепак се е за добро на крајот од краиштата. Ете, така се надам ми беше интересна оваа тема за кукичките од земја и за отпечатокот што го оставаме ние додека сме на оваа планета. А следете ми понатаму, ќе снимам и други видеа. Ви благодарам што ме следите, ви благодарам што бевте дел од ова видео. Ние се гледаме во некое наредно видео и не заборавајте луѓе да станете членови, да се претплатите, да го поддржите Сонцогор. Затоа што многу му значи на овој мој мал канал вашата поддршка. Доколку станете членови за некоја символична сума ќе може финансиски да го поддржите каналот. Конечно да купам и јас опрема и такви работи и така натаму и да напредувам. А ви благодарам што бевте заедно со мене во уште едно мое видео. Ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш бидете нежни со природата и не оставајте отпечаток на оваа земја. Поздрав и секое добро!